Минатата година од Кочанската општа болница обука во странските клинички центри посетуваат 20 вработени. Можноста да се едуцираат во странство ја искористија тројца анестезиолози, двајца хирурзи, по еден гинеколог и педијатар. Останатите беа медицински сестри и радиолошки технолози. Директорот на болницата Дејан Апостоловски рече дека годинава од Министерството за здравство очекува поголем број одобренија за посетување на обуките во странство од причина што е зголемена бројката на ниво на Македонија. Ако ланската година на ниво на држава да се обучуваат им беше одобрено на 300 лица, сега таа можност ја имаат 500 вработени во болниците. Целта на обуките е стекнување нови искуства и новини во работењето во специјалистичките сфери. Обуките се спроведуваат во клинички центар во Нови Сад, во јапонската приватна болница Токуда во Софија и во две реномирани болници во Истанбул, Република Турција, Флоренс Найтингел и Лив Хоспитал. Обуките се реализираат со време трајање од 15 до 30 дена. Ланската година приоритет им беше дадено на обучување на лекарите од хируршките гранки и гинекологија, бидејќи тоа се дејности кои имаат најголема значајност за болничката здравствена установа, вели Апостоловски. Годинава едукација ќе имаат и интернисти, педијатри и рентгенолози. Во склоп на овој проект е и изучувањето на странски јазици, англиски и германски, и се реализираат внатре во болничките установи после работно време. Откако ќе пристигне одобрението од Министерството за здравство, колку и од кои дејности треба да одат на обуки, од февруари се започнува со нивна реализација. Проектот финансиски е поддржан од ресорното министерство. Апостоловски додава дека со овие обуки значително се добива на квалитет во работењето на специјалистите и секоја новина која што ќе може да се примени во Кочанската болница е добре дојдена.